Јас сум родена пред многу години, пред 52 години во Тетово. Основно образование и средно завршив во градот. Средно медицинско завршив и некако сакав да се реализирам во хуманистичките науки, некако повеќе ми лежија и како комуникативна личност во комуникацијскиот дел, работа со луѓе. Сосема случајно испадна изборот за професија во еден неврзан разговор со еден наш фамилијарен пријател доктор кој што ме насочи да студирам плеоптика и ортооптика за лица со оштетен вид и зошто не запишеш дефектолошки факултет кој што во тоа време во бивша Југославија беше во Белград. Искрено да ви кажам, беа големи превирања околу изборот и подготовката, поготово што се соочив со распадот на Југославија и целото заминување на студии беше доведено во прашање со оглед на тоа дека се отворија воени жаришта во Хрватска, во Словенија, Босна и така натака. Ама ете, за моја среќа успеав да се најдам на ранг листа на примени кандидати студенти на дефектолошки факултети. Во периодот од 91 и 95 година успеав со успех да ги завршам моите студии. Првичната идеја дека треба да бидам плеоптичар и ортооптичар падна во вода, зашто некако се влюбив во работата со лицата со интелектуална попреченост, имајќи во предвид дека генерално физиолошки ги имаат сите сетила на број, функционираат, сепак не кликнува нешто тамо горе што е многу важно за едно нормално функционирање, така да после втората година го одбрав смерот олигофренолошки и се стекнав со звање дипломиран дефектолог, олигофренолог на Универзитетот во Белград. Подоцна, речиси 10 месеци бев дипломиран дефектолог без работа. Очекував дека во општината ќе ми се пружи шанса да работам. Конкурирав на неколку места, за жал без успех, и тогаш се отвори оваа можност во основното училиште, односно тогаш гласеше називот специјално основно училиште доктор Златан Сремец, се отвори работна позиција за мојата професија, конкурирав и еве веќе со успех испишувам професионална кариера од речиси 29 години работно искуство. 17 години работи во подрачна паралелка во општина Сарај, во училиштето Борис Кидрич, сега Дитурија, а со промените и барањата генерално во државата, паралелката од македонски наставен јазик преиде на албански наставен јазик, мене ме повлекува во Централното училиште, работев уште неколку години директно во настава со ученици во комбинирана паралелка и сега веќе знаете со приказната со инклузија и трансформација на нашето училиште во основно училиште со ресурсен центар, некој од нас требаше да излезе од комфорт зона и да даде ваков вид поддршка на општините каде што според реонизација ни припаѓаат општините и училиштата и учениците генерално. Знаете како, генерално сметам дека сите што се занимаваат со работа со ученици со попреченост заслужуваат Нобелова награда. И никогаш не сакав да се истакнам и да кажам да, јас ја заслужувам наградата. Како информација беше споделен повикот од просветни работници на град Скопје и интенцијата не ми беше никогаш да се пријавам за наградата или да докажувам вредности. Но, за моја среќа, идејата потекна од мнозинството колеги од мојот колектив, кои што предлогот беше дека ја заслужувам наградата и дека треба да се обидеме да аплицирам на истата. Апликацијата ја спремив за многу кратко време, можеби ден и пол, и во истата ми помогнаа сите мои колеги. Скениравме сертификати, учество од конференции и така натака. Имам среќа што и училиштето многу ми овозможи професионално да се градам. Значи, тоа е еден тим на дефектолози, генерално менаџерската структура на училиштето ни сите овие години активно не следи и не поддржува. И се разбира, го добив признанието
некако не го очекував искрено, зашто сметав дека работите и се местат во општеството, дека добиваат луѓе со препораки, со врски и така натака, меѓутоа задоволството беше големо, особено што го препознае мојот труд даден во делот на онлайн наставата, кај што верувајте многу лично се вложив во креирање на наставни содржини за онлайн учење. Како аналфабет и многу малку познавач на дигитални вештини, со многу учење, со многу вложен труд, сакав да оставиме трага и за следните генерации деца. Значи, почнавме да креираме такви наставни обкружувања, за да можат не на наставен час во одредено време да ја следат лекцијата, туку кога се спремни родителите, кога имаат децата поддршка во домашни услови, да ги следат тие лекции. Тие се достапни на YouTube каналот на нашето училиште Златан Сремен. Кажав претходно дека излегов прво од комфорт зоната, не сум наставник, веќе не работам директно поддршка со деца. Инклузивната свесност генерално во нашето општество, во нашето обкружување е многу мала. Јас го познавам сензибилитетот на населението овде, зашто сум дел од оваа средина, тука сум родена, тука растам и предизвици има безброј. Значи, мојата работа генерално сега се состои во координација на образовните асистенти, кои што во моментов се 97 со интенција дека бројката ќе расте понатака во Полошкиот регион. Координација на училишните тимови кои што многу малку беа подготвени за инклузивните процеси и поготово наставниците, како носители на воспитно-образовниот процес. Тука да не ги заборавиме и семејствата кои што од добивање на диагноза, од добивање на статус родител на дете со попреченост, многу малку добиваат психосоцијална поддршка од општеството, од владини, од невладини организации и така натака. И кај нив се многу прашалници, многу дилеми и бараат и они внимание за поддршка генерално во образовниот процес. Така да предизвик е да се комуницира прво со 97 образовни асистенти, кои што се доаѓаат од различни профили и професии, различни карактери, различно ниво на знаење, различна констелација семејна, фамилиарна и така натака. Начинот на кој што ја гледаат работата, го разбираат процесот, некои помалку го разбираат процесот, иако поминуваат првично обука од 5 дена, креирана од УНИЦЕФ. Јас сум и тренер на образовни асистенти, а потоа водиме битки во текот на училишната година, отсуства, предизвици различни, предизвикувачко однесување кај ученици, недоразбирања со наставници и така натака. И се обидуваме некако да ги координираме работите, да функционира процесот. Ние генерално како ресурсен центар нудиме поддршка на училиштата кои што немаат вработено социјални работници или социолог во училиштето за давање на поддршка кога доаѓа во проблем во комуникација со семејството и кога имаме некакви недоразбирања. Меѓутоа, мора да разбереме сите дека семејството, односно родителите, односно старателите на децата се многу важен чинител во процесот на образование. Дали тоа нас ни се допаѓа или не. И сметам дека поголемиот дел од училишната структура не го сваќа тоа како нужност. Некако и родителите изгубија интерес да учествуваат во работата на училиштето. Но овде е многу сензитивна ситуацијата, зашто родителите се плашат околу безбедноста на учениците, околу сигурноста нивна, во чии раце се тие, каква средина ги дочекува, има реакција од другите родители, од составовите, нели дека тоа дете не му е место во редовниот образовен процес, од етикетирање, од различни нели шиканирања и навистина е потребно да се даде поддршка на родителите, ама важно е училиштата да ја превземат улогата. Затоа што тоа се нивни родители, тоа се нивни ученици на училиштата, а тоа не е само работа на образовниот асистент да ги гради релациите со родителите, туку генерално сите ние сме одговорни за добри релации и добра комуникација. Ме прашуваат често и околу моето работно време и околу границите што ги поставувам. Лично јас
така и блиските што ме познаваат, ме оценуваат како воркохолик, дека човек што сака многу да работи. Сега имавме една работилница баш на оваа тема, може би бевте и сведок и забележате зашто зборувате. Зборуваме за одговорност. Јас себе се сметам за многу одговорна личност. И сметам кога денеска ќе ви се обрати некој за било какво прашање, има некаков проблем кој што сака да го разреши. Генерално, моето работно време е сега 8 часовно, од 8 до 4, ама моето работно време не завршува во 16 часот, туку продолжува и цел ден. Јас знам да интервенирам ако ми се јави образовен асистент, има потреба од дополнителна поддршка во креирање на наставна содржина и до касно во ноќ да работам. И мене тоа не ми е проблем. Генерално сметам лично дека никој во образование не треба да има решен статус. Затоа што образованието е динамичен процес. И наставниците што се во редовен однос треба да имаат евалуација секоја година. Кој колку даде и кој колку вложи. Зашто од нашите евалуации зависи и квалитетот на образованието. Во овој случај со образовните асистенти мислам дека не може да се реши до крај статусот од проста причина што е многу варијабилна бројката за побарување на образовни асистенти во текот на една година. Вака сега како дефектолог многу време имавме едни поинакви мислења во однос на инклузијата генерално и вклучување во општествените токови на сите на еднаква основа. Сметам дека тоа е лично моје мислење, дека треба да биде еден флексибилен модел и дека секој дете треба да добие поддршка толку колку што му треба во општеството. Не секој дете може активно да се вклучи, активно да партиципира во еден образовен процес. Значи, треба да постои алтернатива и можност да стекнува вештини и знаења во рамки на своите способности. Втор момент е како предизвик дека генерално е многу ниска инклузивната свесност и се уште имаме средини кај што се хушкаат заговори против родителите, несперени наставници со недоволен број обуки, се плашат од учениците, значи таков наставник не може да биде инклузивен наставник. Ние сите треба да направиме проценка кој може и да се мотивира и наставникот да работи инклузија. На тој наставник во рамки на неговото 8-часовно работно време треба да му се обезбеди поддршка и психосоцијална и поддршка да може да прифати дете со попреченост. Не секој има можност да се среќава на секојдневна основа. И втор момент е знаењето. Образованието е постојано градење, постојано учење. Ние може да посетуваме обуки, ама ако не работиме на знаењата што ги стекнуваме на обуките, ако не дисеминираме меѓу колегите, ако не разговараме меѓу себе, тоа нема смисла. Значи, многу треба да се даде акцент. Сметам дека времето работно треба до максимум да се искористи, сите работиме за еднакво работно време. Еве, денеска бевме сведоци дека ние имаме една работна етика и работна дисциплина во нашиот колектив и бараме од образовните асистенти да ја следат истата динамика, значи за мене тоа не е проблем. Работиме до последен ден, до кога ќе имаме денови за одмор. Многу училишта се веќе распуштени, наставници се дома по одмори, а би било добро да ги користат овие часови или овие денови за поголем акцент таму кај што ни е слаба страна, таму кај што треба да се надградиме и да учиме. Еден не може сам да ја спроведе инклузијата, не може ресурсен центар, не може министерство да бараме од него чудеси, доволно е што ги финансира вработувањето на образовните асистенти и до сега тоа некако се менаџира, меѓутоа сите заедно и училиштата, и родителите, и министерство, и владин, и невладин сектор треба малку пошироко да ја гледаме сликата и да прифаќаме, зашто никој не е иземен ситуација, никој не знае задутре или утре што може да го најде во однос на сопствени деца, сопствени внуци. Треба да бидеме поемпатични, поалтруистични, попацифисти и да го дадеме најдоброто од себе.